Додека во почеток, значи, регистрировавме случаи со потешка клиничка слика, можам да кажам дека во последниве 2-3 недели, како што ни се намалува и бројот на заболени, се намалува и процентот, односно бројот на случаите со потешка клиничка слика, пациентите хоспитализирани, значи во инфективното одделение не се така како што беа на почетокот со тешки клиничка слика, поголем број тогаш се прави на лекување во клиниката за инфективни болести, значи факт е и она што го тврдат експертите, дека со текот на времето, значи овој вирус ослабува, па така се намалува и бројот на заболени, се намалува и тежината на клиничката слика. Инаку следејќи го бројот на заболени, ние кај нас од почеток на пандемијата, односно од 24 февруари, можам да кажам дека најголемиот број на заболени го имавме, или пикот, во периодот меѓу 17 и 24 април некаде. Тука во период од 2 недели, значи во просек имавме од 40 до 45 заболени, додека почнувајќи, значи, од 24 април наваму, бројот постепено опаѓа, така да од 1 мај наваму во просек меѓу 15 и 17 заболени имаме на неделно ниво, што значи дека е за половина бројот намален во однос на тој период кога се регистрираше најголем број на заболени. И она што можам да го кажам е дека во последниве 2 недели, значи, ние претежно ги тестираме, ги следиме контактите на веќе потврдени позитивни случаи на COVID. Така да од тие кластери или од кругот на тие заболени изнаоѓаме ново заболени нивни контакти, така да мислам дека она што може да се каже е дека навистина бројката на заболени се намалува.